Успехот е лош учител. Ги тера паметните да мислат дека не можат да изгубат. Бил Гейтс, еден од основачите на Microsoft и еден од највлијателните личности во информатичката индустрија која го промени светот. Неговите предвидувања се дека во иднина вештачката интелигенција ќе предизвика да се работи само 3 дена неделно. Македонија на светската мапа на интернетот влезе пред околу 30 години. Тогаш основан и првиот интернет провайдер. Потоа се редеа и други. Државата носи стратегии за развој на информатичко-комуникацијската технологија. Каде беше информатиката некогаш, каде е денес? Каде е Македонија на светската мапа на дигитализацијата? Имаме ли високо обучени IT кадри? Зошто оние кои ги имаме ни бегаат во странство? Во ова издание на Дипломатија и бизнис гостине Антони Пешев, извршен директор на Стопанската комора на Македонија и основач на првиот провайдер во земјава. Со него разговараме и на многу други теми од секојдневното живење. Знаеме ли? Можеме ли? Господин Пешев, одна што прво доаѓа како впечаток во моментов кога снимаме и каде што снимаме е овој амбиент околу нас. Ова е најстаринската канцеларија во Стопанската комора, а ваши колеги IT инженери имаат канцеларии како вселенски бродови. Како на човек кој 30 години активно работи во овој сектор, кој се наоѓа на ивица на амбисот меѓу техниката и футуризмот, му доаѓаат инспирации и идеи во ваков антички амбиент? Пред се прво да ви се заблагодарам дека има можност да поразговарам. Вашиот серијал го пратам и многу е забавен. Тоа е она што и ми беше драго дека имам шанса да проговорам и јас. Доаѓам, фино забележавте, доаѓам од сектор во кој се очекува да биде на ивицата, како викаат странците, bleeding edge, на ивицата на ножот на сите технолошки случувања. Меѓутоа, и таму се очекува компаниите да бидат такви. Значи, да изгледаат како да се дел од свемирски брод. Јас, доаѓањето во Стопанската комора овдека, првиот впечаток што го добив беше овој кабинет кој постоеше, не беше у најдобра можна кондиција, меѓутоа, да бидеме искрени, пошто сме у институција каде што сега има мандат која слави 101 година од своето постоење, некако ми изгледаше соодветен на репутацијата и годините на институцијата. 101 година во Македонија е долг период, заради тоа што тој иде преку нашето разбирање за тоа што е функционално и колку трае. Најголем дел од институциите во Македонија некако датираат после Втората светска војна, а тоа е многу помалку од оваа институција. Ако земете дека институцијата е формирана 22 година, и имајќи предвид дека ова е еден од ретките кабинети што остана во ваква кондиција, почувствував дека можеби не е лошо еден од кабинетите да има ваков изглед. И искрен да бидам, најчесто преферирам да ги поканам гостите од странство, дипломати, делегации во овој кабинет, кој ќе приметите не е брендиран, затоа што уствари сакам да биде репрезентативен за комората. Остава добар впечаток. Некако мириса на годините на комората. Дали баш мириса и на моите години, тоа баш и не ми е понос, меѓутоа во принцип некако мислам дека е соодветен. Јас можев и да многу се менува во комората. Значи, дојден сум пред 2,5 години со глобалната идеја која ја заговарав како член на комората, како председател на собранието, за комора на наследниот век или комора на иднината, која е многу дигитална, која е многу технолошки напредна и веројатно причината заради која електроинженер кој доаѓа од IT секторот дошол на ова место, идејата беше да работењето на комората го подигне во новиот век. И тоа е направено многу. Да, не се гледа по она што е направено, меѓутоа направено е многу. Комората денеска располага со најмалку 6
како да кажам, сали, мали, големи, средни, кои се технолошки спремни за секаков тип на конференции, вклучително и хибридни, во кои има дигитално вклучување, со големи билборди, со технологија. Целата комора е подигната на многу повисоко ниво. Имаме серверска структура која е далеку над реалните потреби на институцијата, а се со цел да створиме предуслови, инфраструктура, да комората го фати приклучокот на новиот век. И мислам дека овој компромис е баш добра ситуација. Се надевам дека тој сензибилитет и следните генерации во комората ќе го наследат. Би сакал да го имаат чувството на традицијата, која за мене ми беше интересно. Баш дека доаѓам од сектор кој е млад, мене ми беше интересно да комората го прославува 101-виот роден ден. Ето е силово. Значи, комората на ова ниво има добра дигитална база, но како бизнисмен и електроинженер со специјалност компјутерска техника и автоматика, веројатно функционирате и поглобално. Каде е Македонија на мапата на оваа дигитализација, затоа што инфраструктурно веројатно земјата се уште не е добро поврзано на нивото на кое што треба да биде, отнежнат е пристапот на граѓаните до онлайн услугите. Дали е толку скап целиот процес или нешто друго недостасува? Видите, некако во информатиката влегов веднаш после универзитетот. И компанијата со која раководиме јас, супругата и уште двајца партнери кои се сега починати за жал, беше во предниот план на големите промени кои се случуваа во државата. Значи, немам повеќе да говорам, само ќе кажам дека кога се менуваше политиката на програмирање од големи мейнфрейм компјутери према дистрибуирани системи со персонални компјутери, нашите први апликации беа направени во дистрибуирани системи. Значи, во информатиката од вас бара да го следите, да ги следите промените и да сте секогаш за еден чекор пред реалноста која ќе дојде во државата. Затоа што кога ќе дојде реалноста, веќе е доцна да се подготвувате за тој сегмент. Мислам, приватниот сектор во Македонија, бар оној делот што е врзан со технологијата, квалитетно го следи тој тренд. Она што е трагедија, што Македонија својата најслаба карика, би рекол, можеби ќе разговараме подоцна и за други работи, меѓутоа едно од своите најслаби карики го има во големината на својата администрација, си дозволи луксус и администрацијата не да ја модернизира, не да ја дигитализира, со што би го дигитализирала севкупното работење на државата, него остана далеку назад на маргините. И некако се чувствува како да и бизнисот, и луѓето, па ако сакате и обичниот човек, денеска повеќе владе и повеќе разбира дигитализација и работа со современите технологии, отколку администрацијата која треба да ни го олесни животот. И јас мислам дека тука има многу сериозен проблем, што администрацијата не само сега во последно време, него во изминативе сите политички гарнитури кои ја раководат државата, е баластот со кој се задоволуваат потребите за вработување на политичките партии, и тоа е жално. На тој начин се девастира првенствено квалитетот на администрацијата, второ се ствара огромен баланс кој некој на крај треба да го плати, и третата работа не е во функција на граѓаните. Граѓаните сакат ефикасна, мала администрација, брза, достапна, дигитално спремна, и тука како држава закажавме. Што се однесува до остатокот од нашата економија, зависи од секторите. Има сектори кои се феноменално. Знаете, сами разговаравте за тоа дека дигитализацијата во Македонија и компаниите кои припаѓаат на тој ИКТ сектор, информатиско-комуникацијско технологии, успеа да се наметнат, и мислам дека го искористија феноменални 10 години изминати да се наметнат како индустрија која доживуваше двоцифрен раст скоро во секоја година. Таква мала индустрија која достигнала обрт од скоро 1 милијарда,
а никој за неа да не чуе, никој да не дае за неа никаква субвенција, ништо драматично да не се помогне на неа, а да порасне и да е составена само од млади луѓе, е навистина еден, како да кажам, шамар на сите гарнитури во минатото, кои никогаш не разбрале дека Македонија мора да биде подготвена да иде према новите технологии. И тоа не се случува. Сега се наоѓаме во критичен период. Очекувам големи промени за кои подоцна ќе поразговараме. Мислам дека би сакал да овој тренд на, како да кажам, на успешни македонски компании во сегментот на овој бизнис продолжи. Затоа што мислам дека за младите луѓе тоа е еден од оние мали светла на крајот на тунелот кои ни овозможуваат бар еден дел од младите луѓе да си ја најдат својата судбина тука. Кога сме кај младите, дали Македонија произведува високо квалификуван, добар IT кадар и дали има доволно финансии да го задржи за да не ни се одлева надвор, а тој тренд ни се случува? Видите, генерално нашите факултети произведуваат добри инженери. Она што е важно, ние за жал имаме универзитети кои не го ги пратат трендовите доволно брзо, но тоа не е критично. Вие мора да створите критична маса на работна сила која е подготвена да учи перманентно. Информатиката е таква по твојата содржина. Вие не можете да научите некакво знаење, значи, како да ви кажам, во принцип не можете да научите знаење за некој програмерски јазик и да очекувате дека до крајот на својот живот ќе програмирате на тој програмерски јазик, кога сите знаеме, како и обичниот човек знае дека во изминативе години, па не знам, најмалку 10 генерации на нови програмерски јазици се случија во кои се побара од работната сила во тој сегмент да го промени своето однесување и да промени целокупната, како да менуваат јазици, како да менуваат... Нема програмери кои научиле да програмираат пред 30 години и денеска употребна им е вредноста, ако не се надградувале, ако не се усовршувале, ако не се сертифицирале. Значи, тоа е една динамична структура која бара од вработените. Да, платени се многу добро, значи, не е тајна. Најдобро платениот сегмент на работната сила во Македонија во информатиката. И тоа е супер. Ја искрено да бидам, не знам зашто некој би имал проблем со таа работа, заради тоа што тоа се е платено и платени се даноци за тоа. Затоа што вие во денесно време не можете да ги платите програмерите на црно. Нема такви. Они тоа го добиваат, како се кажа, регуларно и очекуваат за тоа да добијат сите своји бенефити. Вклучително она што е сега пракса, дури да добијат и приватна здравствена заштита, заради тоа што нашиот систем на здравствена заштита е слаб. Ако направите една споредба со информатиката во зародишот и информатиката денес, спомнавте во еден од претходните одговори дека мора постојано да се учи. Не може еден научен јазик да трае со години. Го следиме ли трендот како држава во тој дел? Видите, информатиката е многу интересна заради тоа што толку е динамична и толку драматични промени доживува, што вие не сте сигурни во ниеден момент дека тоа што сте го научиле ви гарантира работно место подолго од 10 години. Што е светски тренд. Очекувањата на пазарот на работната сила е дека во иднина ниту еден од завршените студенти во светот не може да, значи еден од 5 ќе работи на проблематиката која студирал на факултет, а 4 ќе мораат да си ги модифицираат своите знаења и да се прилагодат на нови технологии или нови области. Тој тренд во овој момент е во таква ситуација да Македонија го искористи прилично квалитетната конјунктура, би рекол, со гасењето на далечните дестинации на кои се произведуваше софтверот во светот. Особено софтверот. Се мисли на Индија, првенствено и на земјите кои многу посветија да бидат центри за аутсорсинг, за изработка на софтвер за земјите развиени.
Тоа се покажа како проблематичен сегмент. Првенствено заради културата, сударот на цивилизации, временските зони и чувството на странските компании дека нивното производство во Индија, Кина или било каде во тие држави не е гарантирано. Се случија многу често ситуации во кои продуктите развиени за западните држави во далечниот исток после 2 години добијат конкуренти скоро со идентични програми од тие држави. Не веднаш, за година дена паралелен систем се појави. Тоа се случуваше и со мобилните телефони. Ако видите, ако почетокот производството на мобилни телефони беше доминантно фокусирано на развиените држави, каде што тоа се развиеше како технологија, заради трансферот заради поевтиното производство во Кина првенствено и земите од далечниот исток, после некое време производителите почнаа да произведуваат своји модели. И денеска главните играчи во сегментот не се само западни компании, него се неколку големи компании од Кина, од Кореја, од Јапан. Значи имаме ситуација во која технолошки малку помалку тие држави стануваат конкурентски способни, а заради големината на нивните пазари стануваа и опасни за бизнисот. И мислам дека тоа е нешто што каде се наоѓа Македонија. Македонија го искористи тој еден мал простор во кој заради политичка нестабилност, проблеми со патување, квалитет на живот, стана добра дестинација за, јас ја викам, лом работа во информатиката, заради тоа што македонските компании, кои навистина 85% од своето работење го базираат на производство за Западот, во принцип не работат интегрални решенија. Они работат сегменти кои им се дадени и тоа е прилично бегло и штуро, без можност да изгради капацитет, да они подоцна се покажат, да се појават на пазарот, на светскиот пазар. А светот се глобализира. И производите се достапни. Интернетот тоа уште повеќе го засили. Денеска да добиете информација за нов продукт е многу лесно. И дете знае да седне на компјутер преку интернет, да најде кој во светот произведува каков софтвер, какви се квалитетите, кој го користи, дали се луѓето задоволни. За жал, интернетот, светот го направи многу транспарентен. Дури можда и повеќе него што сите ние би сакале. Сега доаѓаме до вештачката интелигенција. Колку овој момент ќе влие или има ли реална опасност врз информатичко-комуникацијската технологија од вештачката интелигенција? Нема да верувате, ми се чини дека јас бев сведок на многу големи генерацијски промени во делот на информатиката генерално. Значи ви реков, кога студирав, доминантни беа, така наречете, мейнфрейм, големи компјутери со терминали. Кога почна работата со компаниите, доминантни беа персоналните системи. Подоцна тие персонални системи ги врзавме во мрежи, па после врзани во мрежите ги врзувавме на повеќе локации и се случи во еден момент да интернетот како нов феномен на целата таа работа го врати системот повторно на огромни компјутери. Дури не како ние мейнфрейм на кој бевме навикнати на почеток, него сега на многу големи компјутерски системи кои го обслужуваат светот. Значи, пазите, во еден работен век на еден човек во информатиката, 3-4 пати се менувала глобалната филозофија за тоа што е добар информатички систем. И сите овие промени се ништо према она што ни следува. Зашто? Заради тоа што мислам дека никој не ја разбира или бар сите пробуваме да затвориме ушите или очите према тоа што ни се случува. Светот иде со забрзано темпо во воведувањето на вештачката интелигенција. И за разлика од сите оние години во кои тоа беше, да кажеме, business as usual или нормален бизнис, ситуација во која нормалниот бизнис се развива некако нормално, постепено, чекор по чекор, овдека ќе се случи големата промена. Големата промена се случува заради тоа што еден сегмент од информатиката
или бар сегмент по сегмент ќе стануваат непотребни. Ако порано сте имале цел сегмент во компјутерската фирма кој тестирал програми, денеска вештачката интелигенција тоа го работи без никаков проблем. Ако сте сертифицирале многу луѓе кои го разбираат јазикот на комуникацијските делови на опремата, рутери, не знам, телекомуникација, денеска тоа вештачката интелигенција го работи без никаков проблем. Значи, информатиката лизга од она базична информатика која ние ја познаваме и бега во еден проблем, во еден сегмент во кој од програмерите нема повеќе да се бара да учат кодирање или кој најефикасно ќе го напише кодот. Тоа ќе го работат машините. Од програмерите ќе бара да се малце повисоко од сегментот, да го разберат проблемот, за да би можеле да го раскажат на вештачката интелигенција на системите кои треба да произведат код. На тој сегмент не работиме ништо. Ако не е за утеха, многу држави во светот не работат ништо. Мислам ли дека не разбираат колку е динамиката на промените голема. Само за ваша информација дека во изминатата година, 22, преку 200, да не ме фаќате збор, 200 или 300.000 луѓе се отпуштени од делот на кодирање кај најголемите компании во светот. Тоа значи сериозен сериозна промена во профилот на работната сила која големите гиганти од информатичката индустрија го прават. И сега го има големи промени, се очекува голема промена и во менталната матрица, во начинот на размислувањето, до ниво на тоа да некои големи играчи од типот на Елон Маск кои учествувале во тие процеси се дури помалку заплашени од динамиката и брзината со која вештачката интелигенција го завзема просторот на класичната информатичка индустрија. И таа полека добива, како да кажам, неконтролирани правци на развој. Затоа што таа веќе не е класична информатика која е на база на многу податоци генерира заклучок, него и генеративно на базата на многу големите податоци генерира своји сопствени заклучоци кои не се директно врзани со класичното кодирање. Тука првенствено е политиката која е направена во делот на машинското и длабинското учење, deep learning и machine learning, кој на машините им створија механизам кој е многу сличен, алгоритамски многу сличен на невронските мрежи во мозокот. Ако на почетокот симулацијата на невронските мрежи на мозокот, кои се основата на нашата интелигенција, не можеше да се спроведат заради малиот капацитет на компјутерите, денеска капацитетите на компјутерите и те како можат тоа да го симулираат. И токму заради тоа се појавува опасноста дека вештачката интелигенција ќе завзема све поголем и поголем дел на класичната информатичка индустрија. Значи, предизвикот е голем. Сега отидовме многу во иднината. Ајде сега да се вратиме малку со пореални теми, кои вие беа преинтересни и за слушање. Овдека во секојдневието гледаме само нови пакети антикризни мерки за да се справиме со кризите кои што ни се случува изминативе години. Офатени млади луѓе, социјално загрозени, пензионери и така натаму да не ги набројувам. Доволно ли се овие средства што ги обезбедува државата за да се покрие сиромаштијата во која се наоѓа народот? Повеќе од 10 години јас бар, а верувам и други луѓе, говорат за тоа дека по старата кинеска немој да ми подариш риба, него научиме како да ја ловам. Ние не произведуваме или не правиме економија која е спремна да почне да се ја лови рибата сам. Ако вие огромен дел од популацијата го ставите во ваква ситуација економска како што е денеска и имате потреба заради лошата економска ситуација да им додавате пари остов на помош финансиска која доаѓа од буџетот, за мене вие правите само еден краткорочен привид дека работите ќе се подобрат на долги стази. Имам чувство дека сите овие мерки без фокус на стварање на систем
подигање на системот на ниво на самоодржливост, мерките нема да значат ништо. Моментално ќе ја подобрат состојбата на луѓето. Ако буџетот ги има тие капацитети, јас мислам дека ги нема, меѓутоа ако владата мисли дека буџетот ги има тие капацитети, не сум против тоа да им го поделат на сите ранливи категории кои во државата им е нарушен животниот стандард. Меѓутоа со тоа не правиме добра услуга. Државата веќе во континуитет, неколку политички гарнитури се задолжува, особено во последно време. Ако тие пари се на база на позајмување од надвор, за да моментално се премостат некои ситуации, не го решаваме системот на долги стази. Ние цело време овдека говориме дека главната помош на една држава треба да биде во правец на тоа да се помогне да државата ствара мали, средни, големи компании кои ќе ствараат нова вредност. Вие со помошта не стварате нова вредност. Вие ги ставате делумно таа ќе ја подобри состојбата во платниот промет, делумно ќе ја подобри во трговијата, во одреден сегмент во индустријата, меѓутоа без таргетирани мерки кои реално ќе им помогнат на компаниите да произведат нова вредност, вие како да давате инфузија на тело еднократно, која ќе го подобри состојбата на телото за кратко време, меѓутоа ако телото не ствара сопствена крв, ако телото не е спремно да продолжи да функционира во тој сегмент, вие не сте ја постигнале целта. Повторно ќе треба да го повториме за 6 месеца, или повторно ќе треба да го повториме за можда и пократко. И искрен да бидам, во овој момент мислам дека се мерките задоцнети и помалку мирисаат на предизборно, како да кажам, флертување со гласачкото тело. Јас секогаш сум бил против тие мерки, спаѓам во категоријата на луѓе кои низ бизнисот заклучил дека единствената сериозен механизам кој интуитивно го подобрува системот е поддршката на пазарот и пазарните вредности, поддршката на компаниите кои треба веќе да не конкурираат само на македонскиот пазар, него веќе јасно регионално, заради тоа што знаете дека изминатиот период регионално сме многу активни и соработуваме со земјите во околината, а имаме интенција да бидеме дел од Европа, каде што пазарот е уште потежок и покомплициран. Така да мислам дека државата би требала да има своја глобална стратегија и да се фокусира на реалните проблеми на стопанството со сегмент да им помогне да компаниите станат конкурентни, спремни за сите оние предизвици што ни следат. Било локално, регионално, а сакате Европа и свет. И мислам дека информатиката баш во тој сегмент покажа дека добра стратегија во сегментот на едукација, поддршка, знаење на технологии ќе ве направи извозно спремни. 80% од работата и приходите на компаниите во информатиката се на база на приходи кои дошле од надвор. И тоа е сериозниот пример како треба да се развиваат економските сектори. Ајде да отвориме некој дел од секторите. Јас велам дека се заработува на услужни дејности. Вие сте на моменти и традиционалист. Во земја со многу вода и сонце, да може да се заработува и поинаку, отколку да се чека помош. Примерот со кинеската поговорка. Ако зборуваме за зелена држава, за земјоделска земја, зошто и покрај субвенциите не може да произведеме доволно, барем за самите себе, па дури и увезуваме такви производи? Дали субвенциите одат во вистински раце? Политиката на субвенции е голем сегмент на анализа. Јас би пошол малце поинаку. Земјоделието веќе одамна не е екстензивна гранка или гранка која е оставена самата на себе, заради тоа што во земјоделието е потребно да се инвестира многу знаење, технологија, ако сакате и визија за тоа каде одреден сегмент од земјоделието ќе се најде во периодот 3, 5, 10 години. Растот со производството на вино покажа дека со малце по ангажиран однос во таа работа можеме да подигнеме една гранка на тој сегмент на ниво да бидеме препознатлив бренд, бар регионално.
она што треба да го уочиме, секогаш кога ме прашуваат што ќе биде предизвикот на новото време, тоа се три клучни прашања. Тоа е прашањето на производството на храна, тоа е достапноста на квалитетна вода и третата сегмент е достапноста на квалитетна енергија. Тоа се трите предизвици кои во овие години, значи во првата половина на овој нов век во кој се наоѓаме, ќе бидат клучни прашања. И како времето ќе поминува, како ќе се заоштруваат проблемите со глобалното затоплување, проблемите со климатските промени, сето тоа ќе добива на важност и значај. Она што би сакал да поентирам, и покрај тоа што Македонија и вкупно сите ние во Македонија имаме чувство дека сме земјоделска држава, спремни да си произведеме доволно храна и многу сме горди на нашето раноградинарско производство, дека нашите домати, нашите краставици се најдобри во свет и дека уживаме во тоа. Морам да ви кажам дека минатата година македонското раноградинарско производство се појави во средината на април, значи не е веќе раноградинарско производство, тоа е нормално градинарско производство, а дека целокупниот процес на снабдување на Македонија се случи со увоз од Албанија и Египет. Значи, за мене тоа е поразителен факт. Некаде во политиката на подготовката на образложението дека не се исплатило производството. Зашто скупа била енергијата? И доаѓаме до клучното прашање. Државата е таја која мора да има механизми да помогне во делот на помошта на оние што се занимаваат со таа брача, за да може да си ги задоволи своите базични потреби. Во спротивно, упатени сте на увоз, а увозот во светот ќе станува све поскап и поскап. Зашто? Затоа што сами констатираме. Заради климатските промени, недостатокот на вода, кризни подрачја, производството е невозможно да не биде со цена која расте перманентно. И на тој начин, ние како држава која би можела да го произведе, се упатуваме на тоа да користиме увоз на храна. Имате средби со странските амбасадори, често, споделувате проблеми, споделувате искуства и тие ги кажуваат нивните забелешки и нивните искуства овде. Колку влезот во НАТО ја промени базата за инвестирање во Македонија и колку европските критериуми ќе го стимулираат бизнис секторот? Издржат ли сите наши фирми на тој пат догоре со оглед на строите критериуми? Мислам дека членството во НАТО ја промени глобалната перцепција за Македонија како безбедно место за инвестирање и тука мораме сме благодарни. Со обзир на тоа дека едно од прашањата кое кај странските инвеститори требаше да се одговори во серијата прашања пред да влезат во Македонија е дали државата е доволно безбедна. Сега со членството во НАТО, да, државата е доволно безбедна. Значи немаме директна опасност од големи воени конфликти, проблеми од пошироки размери во кои инвестициите порано беа изложени на големи промени. Имаше, се сеќавате, периодот пред 20 на 25 години, дека имаше компании кои почнаа да инвестираат во Албанија, па во Албанија се случи големи проблеми, останаа фабриките таму на милост и немилост, немаше кој да ги штити, немаше кој да ги брани. Во тој сегмент, во психолошкото разбирање за стабилност на државата, направено е многу и странските инвеститори се порелаксирани. Имаме среќа дека нашиот банкарски систем е во добра кондиција. Значи, ако јас не викам дека е многу благонаклон према економијата, него сакам да кажам дека е стабилен и функционален и добро регулиран. Може да би пререгулиран, меѓутоа нека биде така. И мислам дека во тој сегмент сме добри. Она што во овој момент ни недостасува е тоа да Македонија почне да работи по светски стандарди за да бидеме конкурентски способни. Во Македонија странските инвестиции во индустријските зони, за кои уште не знаеме билансот дали е позитивен или негативен, меѓутоа знаеме дека завземаа сериозен сегмент во делот на извозот од државата и обезбедувањето на нашата стабилност на валутата која имаме во државата. Веќе немаме дупки во тој сегмент заради тоа што дефиниран е извозот од Македонија. Би сакал, кога целокупната економија
би го имала тоа чувство како што го имаат нашите инвеститори во зоните, во кои се прилично заштитени како ентитети, државата им гарантира прилично поволности. Она што е голем предизвик, а за жал, морам да признам дека Министерството за одбрана интензивно работи заедно со нас во делот на привлекувањето и објаснувањето дека нашите компании добиваат голем бенефит во тоа што ако стануваат снабдувачи на НАТО системите. Многу мало дел од нашите компании заради месечини тешките економски услови во кои функционираат фирмите, наоѓаат причини да го напредат своето работење, да го подигнат квалитетот на производството до ниво, заради тоа што стандардите за пласман на производите во НАТО се исклучително високи. И заради таа работа очекувам да се повеќе и повеќе компании најдат причина тоа да го работат, заради тоа што искуствата на оние кои почнаа да работат се многу поволни. Они имаат дефиниран пласман скоро на секој производ, заради тоа што НАТО е голем потрошувач. Значи, една машинерија крупна како НАТО, со толку многу држави членки, со толку многу операции, секогаш е добар конзумент и причина да размислувате своето производство да го патите таму. Вие сте еден од основачите на Американско-македонската стопанска комора, прва билатерална меѓу нашата и друга држава. Дали организацијата ја исполнува својата обврска и амбициозна задача присуство на американски компании на македонскиот пазар? Генерално имаме мал проблем, географски. Значи, ние имаме феноменални односи со нашиот стратешки партнер Америка. Географски сме многу далеко и многу сме мали. Инаку, она што можам да ви кажам дека таа комора одигра историска улога во делот на стварањето на вкупно чувство на прилично блиски релации со Америка, кој е наш глобален стратешки партнер и која во сите изминати години перманентно не е некако присутна во нашата реалност. Нема многу компании со амерички капитал во државата. Искрено бидам малку сум разочаран заради тоа што веројатно очекуваните американски партнери во Европа своите операции ги префрлија на други ентитети. Така да кажеме, Кока-кола веќе не е Кока-кола Incorporated од Америка, него е Hellenic Bottling Company, која ги има операциите на Кока-кола во Европа, или бар во овој дел на светот. Така да, многу од така наречените американски брендови беа превземени од големи конгломерати европски и они ги застапуваат нивните интереси. И затоа ги немаме многу американските директни инвестиции во државата. Меѓутоа, стои тоа дека за некои прашања доаѓа период каде што ќе бидеме упатени на реално американски инвестиции. Тука ќе го спомнам изградбата на Александрополи терминалот, кој треба да донесе течен газ од Америка и кој ќе биде алтернативно снабдување на државата со газ, која за нас е витална во периодот што следува, затоа што ви реков, гасните централи во државата и конверзијата на термоцентралите наши, одреден број на наши термоцентрали во гасни централи, може да биде решение за премостување на проблемот со недостатокот на енергија во периодите кога алтернативните извори на енергија нема да може да функционираат. Значи, гасот е еден од оние решенија кои треба да очекуваме. Имаме ситуација. Тето во Скопје е од мала инвестиција во државата, сега е доминантен снабдувач, еден од доминантните снабдувачи со електрична енергија и со топлинска енергија на град Скопје, а работи на газ. Значи, тоа може, функционира и мислам дека во тој правец се повеќе и повеќе ќе бидат присутни американските компании. Меѓутоа, објективно македонските интереси се упатени кон Европа. Нашите најголеми партнери се од Европа, географски сме ослонети на нив, ние имаме многу партнери регионално, се трудиме регионално да си го појачаме присуството на пазарите, меѓутоа тоа е составено со многу предизвици. Конкуренцијата станува жестока, Македонија е отворена економија и ако имаме некаков проблем е дека ние уствари не успеваме да си ги заштитиме домашните компании, а ке ни требаат. Се повеќе и повеќе светот се глобализира и се повеќе и повеќе некои големи брендови го поклапаат вкупниот пазар на Европа.
ќе видиме, тоа не е наш тренд, тоа е мислам нешто што ќе ми се случува на сите. Па мислам дека во периодот што следува можеме и да видиме крупни играчи. Имам некои наговестувања дека големи американски компании во секторот енергетика се заинтересирани да влезат, ќе видиме. Мислам за тоа немам посебна директна информација, меѓутоа се надевам дека тоа е вистина и дека држи вода. Емисијата ја почнавме со амбиентот каде што стигаме, така и ќе ја привршуваме. Стопанската комора е прилично голем колекционер на слики, дела од истакнати македонски уметници, Мартиновски, Личеновски, Анастасовски и така натаму. Но дали колку од македонските компании одвојуваат дел од вишокот средства за поддршка на културата и да имаат некои вакви уникатни дела во своите простори? И за мене беше интересно. Доаѓањето во комората беше прилика да сватам дека македонското стопанство преку комората ги помагало македонските автори. Секаде во светот големите светски компании инвестираат во уметноста како во нешто што е подолгорочна инвестиција. Место хартии во вредност, место тоа има двојна функција. Од една страна го разубавува животот, од друга страна на авторите им дава шанса да ги пласираат своите дела, а долгорочно ствара една културна димензија на поддршка на сектор кој има мотив да произведува затоа што има кој да купи. Затоа што заради сите овие проклети кризи што ни се случија во изминативе години, а ги има многу, ја мислам дека ова е четврта поред криза која не затечува во овој период, компаниите имаат многу малце резерви за алокацирање во тој сегмент. Многу би се радувал на првите сигнали на добра економска состојба да компаниите полека почнат да инвестираат малку и во културата, не само во сегментот на сликите. Сликите се како инвестиција во некаква сериозна вредност. Јас сум некако емотивно поише закачен према сликите, меѓутоа генерално културата како сегмент. И мислам дека ги охрабрува македонските компании да ствараат своји колекции, затоа што тоа е тренд секаде во светот. Големите светски корпорации ги имаат најдобрите колекции на уметнички дела во свој посед, дури може да се конкурираат со најдобрите светски музеи. Вие семено имате врски со уметноста, пасија ви е цртањето. Има ли шанси да ве видиме на некоја самостојна изложба? Имате ли доволно дела за таква нешто? Поставувате тешко прашање. Татко ми беше уметник, вистина е. Ако земам назад, кажа, и дедо ми сакаше да црта. Значи, традиционално фамилијата, уметноста ни била, татко ми целиот свој живот се занимаваше се бавеше со тоа. Јас, брат ми, сите имаме дарба за цртање, меѓутоа кога некако по мојот инженерски мозок, кога одлучував дали ќе се занимавам со уметност или ќе се занимавам со нешто многу по-конкретно, превагна ова конкурентно, некако кога имате поделен мозок помеѓу математика и уметност, би требало да бидете архитекта. Тогаш не беше многу популарно да се биде архитекта. Се определив за информатиката. Не викам не, а информатиката во тој период беше исклучително забавна, затоа што све што ќе смислите ново, све имаше важност и се имаше употребна вредност. Некако растевте многу брзо. Да не кажам дека во еден момент и интернетот бил нешто ново на кое сте треба да инвестирате, или луѓето мислат дека интернетот постоел од секогаш. Имало периоди во кои интернетот не постоел, а требало да се донесе во државата. Да, сакам да цртам. Имам направено одреден број на слики. Значен дел од нив сопругата ги однесе во компанијата за да не седат дома во депо. Ама има еден проблем. Секој уметник има голем страф од излегувањето на отворена сцена. Значи, она што го чувствувате дека е убаво за вас,
постои опасност дека луѓето нема да го ценат така. И мислам дека една од опасностите или стравовите на сите потенцијални уметници е дали ќе створат уметност доволно допадлива за луѓето да ја прифатат. Меѓутоа, искрен да бидам, процесот на стварање е неверојатна работа. Верувајте ми, како ништо друго ви го окупира. И кога влезете во процесот на стварање на слика или дело, деновите, ноќите, саатите поминуваат без мерка. Не сте ни свесни дека прошла ноќта, не сте ни свесни дека поминал денот. И за жал не сум доволно слободен. Дали имаше период краток во кој си зададов цел дека за мојот 55 роденден ќе направам 5 по 5, 25 добри дела и ќе направам изложба. Не ги направив до мојот 55 роденден. Дојде 60-тиот. Дојде 60-тиот, некако бројкава ми се зголемува. Јас се помалку време имам. Меѓутоа стои таа работа дека тоа е проклетството на уметноста. Не се црта секој ден. Треба да имате инспирација, треба да имате расположение, треба да имате значи тоа е Затоа е уметноста таква каква што е, затоа е вредна толку колку што е, затоа што не може, тоа не е индустрија па да произведувате еден исти производ едно по друго. Така да сакам, голема љубов ми е тоа, меѓутоа ете. Ќе останат некои дела кои им се допаѓаат, не да им се допаѓаат, на други не им се допаѓаат, меѓутоа мене ми се допаѓаат. Но душе некои ми мене не ми се допаѓаат, заради тоа што ми се смениле размислувањата, меѓутоа тоа е тоа. Моето последно прашање тоа што го забележав кога се сретнавме за време на овој разговор. Зошто носите два часовника? Дали еден е во иднината, другиот е во сегашноста? Не, едниот е нормален часовник, подарок од сопругата за еден роденден, другиот е комуникатор. Значи, јас некако не можам да се излечам од тоа дека ако сте технолошки фрик, технолошки зависник, сакате да ги имате технолошките, и ова ми е подарок за роденден, меѓутоа ова има и практична употребна вредност. Комуницира со телефонот, на него разговарате додека возите кола, ви го прати ритмот на срцето, како стареете и тоа ви е важно, внимава дали пешачите доволно, ве потсетува за некои работи, така да не можам да се одлучам кој ќе морам да се одлучам. 2 сата да се носи на рака не е нормална работа. Така да јас сум свесен за тоа, меѓутоа нека помине малку време да оценам што ми е поважно. Дали традицијата или овој комуникаторот кој седи на мене. Благодарам што евте гостин од Дипломатија и бизнис. Благодарам и на вас. Почитувани, ова беше уште едно издание на Дипломатија и бизнис. Гостин Антони Пешев, извршен директор на Стопанската комора на Македонија и еден од првите луѓе кои што го донесе интернетот во Македонија. Благодарам што не гледавте. Пријатно.